Ние одиме на една друга тема, тоа се меѓународните случувања. Овде во студиото редовно за таа намена го имаме колегата Дејан Андоновиќ, меѓутоа сега, бидејќи како што реков и утрински брифинг работи со намален капацитет, односно со оно што е неопходно. Дејан Андоновиќ го имаме на телефонска врска. Дејан, добро утро, веќе можеби добар ден. Што е оно што е ново во светските случувања, како сега Доналд Трамп ја води неговата политика во борбата со COVID-19? Јас само ќе се надоврзам на твојата најава дека денеска е 1 април, денот на шегата, но пандемијава со коронавирусот одамна е однесе шегата на страна. Се соочуваме со една невообичаена работа за многу генерации меѓу кои нашата за прв пат се соочува со вакво нешто, па се обидуваме некако да се прилагодиме, да живееме нормално колку што можеме да работиме. Еве и моево јавување што не сум во студио туку преку телефонска врска, само покажува дека некако се прилагодуваме се со цел да се стопира ширењето на коронавирусот, кој за почеток и во почеток беше игнориран, па беше оценен дека е многу далеку. За сега, на крај, да се соочуваме на нашите улици и пред нашите домови, што тоа ќе се случува. Но за тоа ќе зборуваат докторите и мојот претходник, соговорникот твој, доктор Митов. Оно што се случува во моментот и понатаму, дека пандемијата на коронавирусот е незапинлива, дека главниот удар првично од Азија, Кина и Иран се префрли во Европа, но се чини дека сега се подготвува да кулминира во САД. Вкупниот број на заразени денеска е 859.000. Јас ќе повторам, на секој ден ми се чини дека по 100.000 ново заразени регистрирани, велам регистрирани во светот, од кои 43.000 се починати. По број на смртност натаму е најкритично во Италија и Шпанија. Италија ги има 1/3 од починатите во светот, додека САД се искачуваат на прво место по број на заболени, претекнувајќи ја и Кина. Вкупно 185.000 заболени, што го подига алармот кај властите во Вашингтон и председателот Трамп, кој ќе подсетам по кој знае кој пат пред само 3 недели ноншалантно се подсмеваше на коронавирусот дека не е сериозен, кој само пред една недела најавуваше дека економијата ќе ја отвори до 12 април, кога е католичкиот Великден. Тоа е сега веќе невозможно. Сега он има некои други пораки, но ќе има кризен штаб во Вашингтон, каде што он најавува дека следните 2 недели ќе бидат многу тешки и ќе бидат прашање на живот и смрт. Едно предупредување ми се чини дадено од американски претседател, кој само може да ни ја посочи сериозноста на проблемот со кој се соочува светот, па и првата суперсила, би рекол, во светот, ако се земе во предвид дека американците се и силни и моќни, имаат добар здравствен систем. Тој вели дека тоа е прашање на живот и смрт и дека досега 185.000 заразени, 3.780 лица умираат, но на ден во Соединетите Американски држави се регистрираат по 1000 ново заразени. Уште некако ме демотивира неговата изјава кој вели дека бројот на починати до крајот на април, до каде што тој вели дека луѓето треба да седат дома, би можел да биде меѓу 100 и 240.000 лица, што само укажува дека Трамп ретерира, по кој знае кој пат ќе кажам, ако велеше дека за 2 недели треба да излезат сите луѓе на Великден, сега вели дека до крај на април никој не смее да мрдне од дома. Она што се уште како интересни, куриозитетни нивни потези се дека Американската сојузна држава Калифорнија планира порано да ослободи затворениците 1500 на условна казна. Те разбира не оние убици, силувачи, педофили, туку оние кои имаат полесни кривични дела. И она што исто така ми е индикативно и што го прави САД е распоредување на дополнителни 500 војници на границата со Мексико, а планира уште најмалку толку да распореди со цел да ја затвори границата, бидејќи тој очекува дека коронавирусот може да дојде и од Латинска Америка. Дејан, огромни се тие бројки, барем така звучат, да, но треба да се земе в предвид и бројното население и можноста за расширување на вирусот, бидејќи појавните површини на поголемите држави секако дека шетаат повеќе луѓе отколку споредено, например, и со овие помалите држави. Меѓутоа, Дејан, ми се чини дека деновиве изминатиот месец всушност се зборува секаде темата е корона, веќе социјалниот и културниот
свет спортот е нешто што е оставено настрана, бидејќи не се случува, ретко се случува или се случува онлайн. Меѓутоа, што е она во светските случувања во геополитиката која што се случува во моментов, меѓутоа поради коронавирусот можеби и останува нешто што не е во фокусот на јавноста? Јас ке продолжам, Чаловски. Американците и натаму ја тераат својата геостратегија, тоа го прават и кинезите и русите. Јас ке нафрлам само дека новата информација е дека Вашингтон има нов предлог за решавање на кризата со Венецуела и понатаму, нели, и покрај своите проблеми кои ги имаат со пандемијата, тие продолжуваат на некој начин во втор план да работат. Сега има повторно фокусот Венецуела. Пред некој ден издадува потерница по актуелниот претседател Николас Мадуро, ми се чини дека потерницата на $5 милиони награда за оној кој ќе го уапсти Николас Мадуро. Сега имаат нов предлог за решавање кризата со Венецуела, односно да се направи некоја техничка влада по некој од нашите балкански држави, каде што би партиципирале и Мадуро и Гуидо и очекуваат нивниот пулен претседател на собранието Гуидо да биде новиот претседател. Значи, тие не се откажуваат од својата политика. Од друга страна, трае, ми се чини, другата суперсила, ќе ја споменам, Русија, трае под превезот на коронавирусот нафтена војна помеѓу Русија и Саудиска Арабија, каде што компаниите се презимаат. Повторно ќе се вратам на Венецуела како четврта земја по извоз и по количини на нафта. Таму русите се повлекува од Венецуела, што оставаат простор дека можеби американците, можеби Путин и Трамп, после што разговарале за коронавирусот и за цената на нафтата, веројатно имаат некои пресметки. Се случува нешто глобално во светот, но сето тоа е засенето со оваа коронавирус, бидејќи, повторно ќе кажам, целиот свет запра, целиот свет е фокусиран само на бројките, колку има починати, колку има инфицирани, предупредувања, каде е проблемот, зашто моќните држави и нивните здравствени системи пропадна пред налетот на коронавирусот. Се бројат секој буквално починат ново регистриран, инфициран и излечен со коронавирусот. Нешто се случува во светот, повторно ќе кажам, ние и во соседството гледаме некои драматични промени и покрај тоа што сега не ги гледаме, меѓутоа кога би било све нормално, би било и те како голема вест дека паднала владата во Косово, дека Албин Курти кој година дена се противеше да ги укине таксите кон Србија, сега ги укинува и тие вести некако поминуваат онака неприметени во јавноста, бидејќи ние сме сега фокусирани, нели, можеби, кога сето ова ќе помине, со години ќе мораме да ќе читаме што всушност ни се случило во овие моменти што ги живееме. Да, секако ќе се славеше и ќе се прославуваше денот кога Македонија стана и полноправна членка на НАТО, кога знамето на Северна Македонија беше поставено пред седиштето на НАТО, нешто што исто така, еклатантен пример. 30 години сите политички партии, сите јавни личности се залагаат во НАТО и на крај тоа помина како неприметна вест, но повеќе не интересираше нешто и нормално од кога е полицискиот час, дали ќе има карантин, дали ќе има 24 часовен полициски час, што само укажува дека светот е во фаза кога не смее да запре, а тоа е запран, што ќе има огромни импликации. Ние сега гледаме колкав е бројот на жртвите, инфицираните, колку ќе трае, но тек допрво ќе се соочуваме со економски проблеми, но и со геополитички, бидејќи нешто што е запрено мора да продолжи, бидејќи е така зацрта. Така, Дејан, ти благодарам, ќе се слушнеме повторно во студиото.